Мудрост Соломонова, 4 глава. Подобро е бездетност со добродетел, зашто споменот за неа е бесмртен. Таа се признава и од Бога и од луѓето. Кога е овде, на неа се огледуваат, кога ќе си отиде, се стремат кон неа. Овенчана со вечност, вечно прославувана, зашто победила преку непорочни подвизи. А од многобројното потомство на безбожниците нема никаква полза. Потомците на прелюбниците не пуштаат длабоки корења и нема тврда основа. Зашто ако на брзина пуштаат гранки, слабо вкоренети, ќе се расклатаат од ветрот и од ударите на силните ветрови, ќе бидат искорнати. Кревките гранки ќе се искршат, плодот ќе им биде бесполезен, незрел за храна и непотребен за ништо. Зашто деца родени од незаконска постела сведоци се за развратот на своите родители при страгата на судот. А праведникот и рано да умре, ќе биде во мир, зашто честната старост не е во долговечноста, ниту се мери со бројот на годините. Мудроста, тоа се белите човечки коси, а непорочниот живот зрела старост. Откако му угодил на Бога, праведникот е засакан и откако живеел меѓу грешниците, Бог го прибрал. Грабнате, злобата да не го измени неговиот разум или подмолноста да не ја заведе неговата душа. Зашто постојаното правење лошо го помрачува доброто, а виорот на копнежот го развратува незлобниот ум. Кој достигнал совршенство за кратко време, тој живеел долго, зашто неговата душа му била угодна на Господ, затоа и побрзал да ја напушти од безбожност околу него. А луѓето го видоа тоа и не го разбраа, дури и не помислија за тоа, дека Бог има благодат и милост за своите свети и обзир за своите избраници. Праведникот кој умира ги осудува живите безбожници и младоста што предвремено завршила, претворајќи се во долговечна старост на неправедникот, зашто тие ќе го видат крајот на мудриот и не ќе сватат што пределил Господ за него и зошто го поставил во безопасност. Тие ќе видат и ќе го понижат, но Господ ќе им се подсмее. И потоа тие ќе бидат презрен труп и срам меѓу умрените довека, зашто тој ќе ги турне и тие ќе паднат безгласно ничком. Ќе ги оттргне од нивната основа и тие најпосле ќе опустеат. Ќе бидат во жалост и споменот за нив ќе загине. Сознавајќи ги своите гревови, тие ќе застанат со страв и нивните беззаконија нив самите ќе ги осудат.